Поевтинување на основните прехранбени производи има, ама само во розовите очила на власта. На терен се е постаро. Граѓаните велат дека ниту лебот, ниту млекото не бележат поевтинување. Она што го гледаат се и натаму високите цени, кои барем засега остануваат непроменети. Тие велат дека не било фер владата да се фали со нешто што сите знаат дека не е така и бараат од институциите да покажат сериозност. Нема никакво поевтинување. Нема, не. Се исто цена. Исто цени се. Лепо, иста цена. Iste cene. Isto. Sve je isto. A mleko, mlečni proizvod, Da. to sve je isto. Sve je isto. I Da, lebo. I lebo ti je. da i levo, da. Pa jevi se ga, zemam 76 денари. Значи се е исто. Се си е исто. Се е иста цена, да. Велат од владава се поевтинило, ама каде е прашањето? Каде е тоа? Прашта е владата. Тоа е друго. Нема ништо така? Нема ништо, не. Стари цени? Се е старо. Дека нема никакво поевтинување забележа и камерата на Алфа. Направивме обиколка во делот по големите маркети и на полиците немаше никакво поевтинување на основните производи. Дури некаде пак имаше и поскапување кај дел од млечните продукти. Млекото и натаму останува околу 80 денари за литар. Лебот и брашното се продаваат над 50 денари, а литар масло изнесува околу 115 денари. Поевтинувањето на дел од основните прехранбени производи, барем овде во главниот град, ќе остане за некое подобро време, велат граѓаните. Иако од владата најавија, тоа за жал сепак не се случи. Според последните пресметки на државната статистика, ноемвриската инфлација се искачи на 19,5%. Лебот, млекото, сирењето и јајцата се поскапи за 40% за разлика од лани, а месото и маслото поскапеле за нешто повеќе од 30%. За да се закрепи еден месец, од синдикатот пресметаа дека за едно просечно семејство во ноември потребни му биле најмалку 850 евра. За разлика од лани истиот месец, синдикалната кошница поскапела за 550 евра, што значи дека за само една година живеачката поскапела за нешто повеќе од 50%.